часот го започнуваме со нашиот гостин, градоначалникот на општината Валандово, Пиро Костадинов, за проектите со кои што се започнува 2023-та, но и престојниот фестивал, еден од најпознатите, мислам дека брендот на Валандово, Фолкфест Валандово. Повеќе информации во продолжение. Добро утро. Добро утро. Кажав дека е брендот на градот, така? Мислам дека и на државата. Па може би, сигурно. И мислам дека асоциација за Валандово е чина ми фестивалот. Да. Така. Градоначалник, многу убаво ја започнавте годината. Чинам дека ги израдувавте родителите. Иако ви беше и една како најавена мерка, се укина партиципацијата за градинките, за дечињата. Што подразбира оваа мерка? За колку дечиња станува збор? Па, вака, најпрво станува збор за сите дечиња кои што ги посетуваат детските градинки на територијата на општина Валандово и се граѓани на општина Валандово. Во моментот околу 260 дечиња се тоа, но очекуваме таа бројка да се зголеми наредниот период, не драстично, нели, пошто генерално сите се опфатени со детската заштита, односно поголемиот дел се опфатени, но исто така голем дел од децата и не посетуваа, можеби баш поради тие и финансиските причини. Така да ја започнавме таа процедура која што до крајот на овој месец ќе биде комплетно финализирана со одлука на Советот на општина Валандово и веќе од наредниот месец, значи од месец февруари, ќе биде во полна важност. Сметаме дека инвестирањето во социјалната компонента на заедницата е една од најзначајните мерки кои што можеме ние да ги дадеме на собствените граѓани, посебно пак во време на кризи и на отежното функционирање на граѓаните, бидејќи периодот кој што е зад нас е период на вистина масовни кризи, кои што на секој можен начин се одразуваат во општественото живење, најпрво ковид кризата, изминатата година и годината пред нас. Си влеговме со економска и енергетска криза, така да многу ни се значајни мерките кои што имаат изразено социјалната компонента, односно враќањето на парите назад кај граѓаните. Во суштина, процесите на децентрализација во државата мора наредниот период, нели, позабрзано да се развиваат. Располагаме можеби ние како локални самоуправи, посебно помалите општини и со поограничени буџети, но многу е значајно парите со кои што располагаме ние во основниот буџет, а се пари на граѓаните, да ги вратиме назад кон граѓаните. Изминатата година имавме исто така мерка која што ги опфаќаше лицата со попреченост, која што ја реализиравме успешно и која што беше значајна за нас. Секое семејство кое што има член на семејството лица со попреченост доби по 20.000 денари. Како се реализираше таа мерка? Се пријавува, требаше да имаше и повик, имаше комисија која што ги разгледуваше барањето, но генерално тоа се официјални податоци со кои што располагаат и другите институции, но сепак мораше голем дел од тие податоци повторно и да се разгледуваат и да се вкрстат. Тоа е мерка која што чинеше околу 2 милиони денари од општинскиот буџет. Новата мерка која што ја воведуваме за градинките ќе чини некаде годишно од 2,5 до 3 милиони денари и би сакал да потенцирам дека социјалните трансфери кои што ги правиме како еднократна финансиска парична помош кон социјално ранливите групи продолжуваат и понатаму, со тоа што на наредните седници на Совет ќе имаме изменет правилник преку кој што сакаме да ја зголемиме социјалната помош од моменталните средства кои што ги даваме, значи да ја прошириме, во истата да ги опфатиме и самохраните родители, така да мене ми е многу драго што создаваме една заедница која што е солидарна и која што си помага. Навистина верувам и јас лично како човек во тој момент и би сакал многу по значително да ги подобруваме
пред се социјалните компоненти во општеството и во нашата заедница. Колку градинки има Валандов? Ние изминатиот Валандово има една централна детска градинка, тоа е детската градинка Калинка, која што има клонови низ населените места. Минатата 2022 година отворивме комплетно нова детска градинка во населеното место Јосифово. Пред 3 години отворивме нова детска градинка во населеното место Брајковци. Централната детска градинка во Валандово беше комплетно реконструирана во енергетски ефикасен објект, што е многу значајно за кризите со кои што се соочуваме на полето на енергетиката во моментот. Така да, генерално, како локална самоуправа сме одлично покриени на полето на детската заштита од аспект на инфраструктура. Наредниот период ќе мораме да вложуваме во нова детска градинка во населеното место Пирава. Таму функционира детска градинка, но сметам и поради бројот и поради условите кои што сегогаш посебно на најмалите треба да бидат најдобри, мораме да се зафатиме со тој. Значи ќе ја реконструирате, планирате да ја реконструирате? Планираме да направиме нова детска нова, комплетно градинка, бидејќи навистина сметам јас, а така смета и нашата заедница, па и граѓаните на тоа населено место, дека мораме да направиме нова со многу подобри услови. Значи ги релаксирате семејните буџети. Еве, тие кои што имаат едно детенце во градинка 1500 динари, а тие па што имаат две дечиња, тоа се 3000 динари месечно. Да не треба да и ние планираме, што е навистина многу големо олеснување. Посебно ако се стави тоа во контекст годишен, например, колку би биле тогаш заштедите, но иако може би првичните наши планови беа тоа да биде мерка која што ќе биде временски ограничена, можам слободно да кажам дека меркава ќе нема временско ограничување и дека ќе продолжи кога ќе се релаксираат кризните состојби. Ние ќе ги прилагодуваме нашите општински буџети на оваа мерка, бидејќи навистина сметаме дека е значајно да вложуваме во детската заштита. И дополнително немаат никакви грижи да носат ништо месечно во градинките во кои што одат дечињата. Навистина една убава мерка која што заслужува да биде потик и за другите градоначалници да ги следат вашите чекори. Споменавте дека имавте активности во делот на социјалната грижа на населението. Планирате да продолжат и во 2023-та? Да, планираме. Тоа се работи за еднократна парична помош, така? Се работи, да. Имаме најразлични мерки, но генерално сите значат еднократна парична помош. Планираме во тековната година, значи 2023, истата помош да ја зголемиме. Ние во континуитет години и години наназад ја зголемуваме социјалната помош која што има даваме на граѓаните и опфаќаме се повеќе групи. Мене ми е значајно тоа да бидат опфатени сите ранливи групи, но почнуваме да создаваме една заедница во која што солидарноста ќе биде главен моментум. Сакаме да продуцираме општество кое што ќе биде праведно, кое што ќе направи голем дел од граѓаните и кои што имаат одредени потешкоти да ги помогнеме, но исто така и граѓаните кои што немаат, бидејќи мораме да покажеме дека социјалдемократските вредности пред се мора да функционираат на вистински начин. Јас сум поборник на она што значи солидарност, на она што значи хуманост, на она што значи емпатија и затоа мерките кои што ги воведуваме многу ми е битно да бидат и праведни. Како што реков и на почетокот, општинските буџети и сите други буџети представуваат јавни средства и средства на сите граѓани. Затоа е многу значајно, освен во
материјална инфраструктура да ги вратиме назад, нели во подобри животни услуги како што се патишта, детски градинки, изградба, на подобрување на условите во училиштата, исто така да ги враќаме и во нематеријалниот амбиент кој што ќе направи граѓаните во локалните средини да се чувствуваат достоинствено и навистина да се задоволни од својата средина каде што живеат. Извинете, често знаете да кажете, сега ме подсетивте дека го слушате гласот на младите и дека младите ги вклучувате во делот на во суштина во делот на пријавување на своји идеи. Тоа вие се со цел сакате што повеќе да ја задржите младата популација во Валандово? Не, на сосем поразличен начин ја перцепирам власта и функцијата. Навистина сум поверник на радикалната демократија, каде што без разлика кој каква функција поседува, одлуките треба да ги носиме секогаш заеднички и заедно. Значи, мораме да дискутираме за проблемите и за предизвиците кои што ги имаме и заеднички да наоѓаме решенија. Секогаш предизвиците со кои што се соочуваме знаат да се променат и затоа мора да ги редефинираме и нашите приоритети. Ако во одреден момент може би најголем приоритет ни е некое инфраструктурно прашање, многу брзо може да се случи одредено социјално прашање да биде многу поголем приоритет. Да, и затоа сум поборник дека треба заеднички да носиме одлуки и дека функциите кои што ги поседуваат пред се политичарите, а се изродија мал милион политичари во државата, едноставно мора да бидат исклучиво во служба на граѓаните. И доколку главната цел и мотив на функционерот и на политичарот е да направи подобра заедница, јас сум сигурен дека и да не сака, ќе биде осуден да мора да соработува со граѓаните и заедно да носат одлуки, бидејќи тие одлуки кои што се носат, пред се носат за општ добробит и за сите граѓани. Ајде да зборуваме за белегот на градот. 28 мај, Фолкфест Валандово, 2023. Да. Во моментот е конкурсот. Го дефиниравме изминатиот период и датумот. Еве, ќе искажам уште еднаш благодарност и до Националниот сервис и до Македонската телевизија, бидејќи години е неизоставен дел. Практично мислам дека Фолкфест Валандово, колку што е на Валандово, толку и припаѓа и на цела Македонија и на Македонската радио телевизија, која што неизоставно секоја година е вклучена и главен медиумски покровител, па го дефиниравме датумот на 28 мај. Минатата година беше првата недела од јуни, поради тоа што дел од годината, посебно стартот, се уште имаше ковид предизвици и дали ќе можеме да ги правиме оние настани на затворено и затоа дојде до мало поместување. И до менување на концептот. Концептот кој што гледам дека истиот останува за годинава. Значи се покажал добар. Многу размислуваме и многу експериментираме, знаеме каква вредност за македонското општество е Фолкфест Валандово, знаеме каква музика и какви композиции се креирани таму, кои што се неизоставен белег и на македонецот и на македонскиот идентитет, но исто така сакаме фестивалот да го прилагодиме на новите времења и на она што значи нов стил на живот, но повторно ќе кажам да успееме фестивалот да го направиме поблизоки до новите генерации, да ги подсетиме повозрастните како тоа било некогаш, а исто така и нашиот град да функционира и да живее за Фолкфест. Изминатиот период имаше една ревијална вечер и една надпреварувачка вечер. Од минатата година направивме настани на плоштадот во Валандово, практично го доближивме до многу повеќе граѓани и до многу повеќе гости. Минатата година бевме и град на култура и беше исклучително значајно што македонска музика и македонска култура имаше низ нашата општина многу.
И оваа година веќе е распишан конкурсот кој што е меѓународен за нови композиции, кој што ќе трае до 15 февруари. Се надевам дека ќе имаме навистина добар фестивал. Фестивалот оди со поддршка на Министерството за култура во континуитет повеќе години наназад. За нас како мала општина, морам тоа да го споменаме, навистина тешко да направиме добар и софистициран фестивал, бидејќи во прашање со големи финансиски издатоци кои што треба да ги направиме за фестивалот. Не треба да подсетувам дека Фолкфест Валандово е единствениот фестивал со оркестар, фестивалски оркестар кој што настапува во живо. Го вративме и моментот на враќање на гласањето на присутната публика во салата, да биде вклучена и во одбирањето на победникот на фестивалот, така да се надевам дека и тековниот 36-тото издание, тоа се многу години наназад на македонска музика, композиции, па и позитивна енергија од градот на калинките и песната, дека ќе имаме добар фестивал и оваа година. Посакувам да биде така, се разбира, доволна причина да се видиме повторно, градоначалник. Се разбира, многу и проекти најавивте, но и ќе се видиме и пред почетокот на Фолкфест Валандово. Посакувам да имате пријатна и успешна година, 2023 за една мала општина, големи проекти. Со лесно нека бидат и нека бидат потик за многу други општини. Благодарам.